Темата со балансерот е актуелна и контраверзна, како што знаеме ние, бидејќи има и повеќе политика во сето тоа. Моето гледиште ќе биде од бизнес или од економско стојалиште. Според мене, сегашните или ретроактивното дејство, да, нема да важи, но ако мене ме прашате од гледиште на предприемач, јас мислам дека тој модел ја оптеретуваше администрацијата токму во контекст на намалување на квалитетот. Еве, од бизнес логика и од универзитетска, научна, стручна логика, никаде не може вие да ги делите луѓето по некаква национална, верска, полова еднаквост, бидејќи има една поделба. Квалитет и неквалитет. Познавање на јазици, непознавање на јазици. Тоа е моето толкување. Сето ова што на македонскава администрација се случува овие години, можам да кажам дека е резултанта со намалување во континуитет на квалитетот на јавната администрација. Очекувам во иднина да има подобрување во тој контекст, бидејќи не е битно кој од каква националност е. Еве, тука сме во Хајделберг, говориме за тим на предавачи, ние никогаш не сме разговарале со предавачиве, ниту па колегиве од Германија, еве германскиот пример да го земам, дали некој албанец, турчин, ром, македонец. Имате квалификации, вие заслужувате таа позиција или не ја заслужувате. Од гледиште на мое гледиште, сите ќе чекаме ново предлог решение, кое што барем сум на мисла дека ќе биде многу подобро од претходното. Не треба ние да многу анализираме и полемизираме и правно, ако сакате. Го имаме ЕУ, ги имаме нашиве стратешки партнери, еве, ја спомнав Германија, ајде да видиме како е таму, како во германска администрација се влегува. Дали е важно и македонскава диаспора која живее во Германија, дали е македонец, албанец, турчин, или има одредени критериуми. Вие мора да имате познавање прво на основни компетенции, познавање на германскиот јазик и така натаму. И тогаш вие сте дел од администрацијата. Така да, за жал, ќе очекуваме одредени коментари од различни перспективи во иднина што доаѓа во контекст на укинувањето на балансерот и така натаму. Но, ако се постави прашањето дали има подобро законско решение, не сум компетентен да го говорам. Нели? Јас сега можам само економски да кажам. Може би и да постои, и треба да постои, верувам дека ќе се изнајде подобро решение.